Добар ден, прво издание на Дневникот на Канал Плюс. Во него настани кои одбележаа изминатава недела. Следи кратка најава за дел од нив. Православните верници денес ги слават имињата на Свети Климент Охридски и големиот исцелител Свети Пантелеймон. На планината Гола кај Делчево во организација на општина Делчево и Националната установа Центар за култура Никола Јонков Вапцаров се одржува 21-то издание на меѓународниот фестивал Голачки фолклорни средби. Директорот на клиничката болница Штип вчера на пресконференција ги појасни бенефитите од новата клиника, чија изградба треба да започне во месец октомври оваа година. Непознато лице утрово во Штип околу 5 часот на улицата Славчо Стојменски спроти продавницата Пако Тобако. Од патничко возило непозната марка во движење испукало 5 куршуми и продолжило во непознат правец. Случајот го пријавила ВК 1 час подоцна со изјава дека проектил од огнено оружје и ги искражил прозорското стакло и ролетната во дневната соба. Полицијата го расветлува случајот. Православните верници денес ги слават имињата на Свети Климент Охридски, великомаченик и големиот исцелител Пантелеймон. Многу православни верници денес слават свој именден и домашна слава. Во недела се слави Светиот Пантелеймон, исто така и Свети Климент Охридски. За Свети Климент Охридски не би сакал многу да зборувам, бидејќи тоа го изучуваат децата уште од градинка. Нашиот просветител, учител и многу институции го носат неговото име. И има голем култ насекаде во нашата држава Република Македонија. Дека за Свети Пантелеймон можеме да кажеме дека тој е заштитник на лекарите и во многу ординации можете и да појдете да видите дека во нивните ординации стои иконата на Свети Пантелеймон, кој бил лечител од секакви болести. На планината Гола кај Делчево во организација на општина Делчево и Националната установа Центар за култура Никола Јонков Вапцаров се одржува 21-то издание на меѓународниот фестивал Голачки фолклорни средби. На планината Гола кај Делчево во организација на општина Делчево и Националната установа Центар за култура Никола Јонков Вапцаров се одржува 21-то издание на меѓународниот фестивал Голачки фолклорни средби. Низ улиците на Делчево се одржа дефиле на учесниците на кои се представија бројни фолклорни групи, ансамбли и културно-уметнички друштва од Бугарија, Србија, Турција и од повеќе градови на нашава земја. Почесен настап на фестивалот имаше и фолклорната група Копачка од село Драмче, која беше добитник на специјалното признание на годинешни вејлинденски средби во Битола. Паралелно со голачките фолклорни средби на Голак во манастирскиот комплекс на манастирот Свети Пантелеймон, денес, 9 август, се одржува и традиционалниот црковен народен собор, што го посетуваат илјадници верници и граѓани од Пијанечко-Малешевски крај. Фестивалот Голачки фолклорни средби е со ревијален карактер. Секој од пријавените учесници настапува со 10-минутен избор од својот репертоар. На сите учесници организаторите им доделуваат благодарници и плакети за учество. Директорот на клиничката болница Штип вчера на пресконференција ги појасни бенефитите од новата клиника, чија изградба треба да започне во месец октомври оваа година. Новата клиничка болница ќе обслужува околу 200.000 граѓани од регионот. Изградбата на новата клиничка болница во Штип стартува во октомври. Проектот кој што го објави Министерството за здравство може да се види дека се работи за навистина современа и модерна болница, но покрај надворешниот изглед, најважно пред се е тоа што оваа клиника ќе нуди висок капацитет на услуги за болните лица. Директорот на клиничката болница во Штип на пресконференција ги објасни можностите и предностите за новата болница. Новата болница ќе понуди и можности како што се неврохируршкото оделение со поголем број и капацитет, значи и на персонал и можност на оператива. Отварање на ново оделение, онколошкото оделение со радиотерапија, каде што ќе може да
ги задржиме пациентите кои што се за жал најзагрозени критични, пациентите значи со карциноми, каде што во исто време освен дијагностика ќе може да ја примат и соодветната цитостатска и зрачна терапија. Други предности што се однесуваат на медицинската опрема и тоа што ќе има и сопствен резервоар за вода, како и сопствен агрегат во случај на преки на електрична енергија. Болницата ќе има, освен што ќе биде од најмодерен вид, значи што се однесува до медицинска опрема, ќе има и можности за еколошко филтрирање на водата, кое што новата филтер станица во рамките на самата болница ќе овозможи отпадните води кои што се од некои критични оделенија, како што е посебно лабораторија, да биде соодветно профилтрирана пред да биде пуштена во водоводниот систем и во отпадните води. Воедно ќе имаме заштеда на енергијата што се однесува до топлинската во зимските периоди со соодветните материјали кои што ќе бидат употребени во самата изградба. Особено важно за пациентите е тоа што нема да бидат долго задржувани на листата на чекање. Од првиот до последниот човек во самиот персонал организацијски поставено да може да функционираат во перфектен смисол, односно да речеме централизација на хируршкиот дел, на оперативните сали, заедно со анестезиолошкиот дел, ќе овозможи брза интервенција на оперативата. Централизација на амбулантите на едно место на сите амбуланти ќе овозможи задржување на стерилноста на условите тука, а воедно и центарот и пристапот до тие амбуланти е направен на таков начин да може протокот на пациенти да биде без задршка или да имаме проблематики што се однесува до наплатните центри, што се однесува до приемното оделение, што се однесува до повикување на доктори, затоа што се планира во иднина и воспоставување на ургентно оделение за ургентна медицина. Капацитетот на болнички кревети во новиот објект ќе биде околу 400. Директорот на болницата најави и вработување на нов кадар со кој ќе се зголеми нивото на услуга на пациентите. Друга важна информација е тоа што за време на изградбата на новиот објект нема да има застој во работата, бидејќи уште сега веќе е испланирано пациентите да бидат соодветно згрижени во други простории. Неделава за нас беше светска недела на доењето. За важноста на доењето најмалку во првите 6 месеци од животот на новороденчето во прилогот што следи. Доењето е прва и основна храна на новороденчињата. Мајчиното млеко е најдоброто за детето, обезбедувајќи му се што е потребно за здрав раст и развој. Колку е важно доењето на детето е и одговор на одбележувањето на светската недела на доење, која што оваа година се одбележува под мотото "Доење и работа да го направиме тоа реалност". Предностите кои се добиваат со доење на децата не се однесуваат само за нахранување на детскиот организам, туку доењето може да биде и лек, вели доктор Марина Гацова, педијатар на детското оделение во Штип. Предностите на храната, на доењето како храна за малите бебиња секако дека е огромна во однос на исхраната на децата по млечните формули. Млекото од мајката не е само храна, туку е исто така лек. Во него има многу материи кои што допринесуваат за здравјето на детето, го зголемуваат имунитетот на детето, го заштитуваат од заразните заболувања, овозможуваат добра хидрираност на детето, раст и правилен развој. Доењето на вработените мајки не треба да биде пречка, бидејќи медицината не учи колку подолго се дојат дечињата, толку е подобро, но сепак изборот е на самата мајка колку време ќе го дои своето дете. Статистиката покажува солидна бројка на мајки доилки со кои располага родилиштето во Штип. Нашите мајки, родилки, некаде над 90% воспоставуваат доење во првите 4 до 5 дена, односно во првите денови после породувањето. Подоцнежната статистика покажува дека до крајот на 3-тиот месец кај нас се дојат околу 2/3 од децата каде се воспоставило доењето, а до 6-тиот месец само 1/3 од децата каде е воспоставено доењето на почетокот. Тоа укажува дека тие мајки кои дојат до 6-тиот месец, доењето го продолжуваат некаде до 9-тиот месец или во 12-тиот месец, а тоа секако зависи од условите во кои што живеат и работат. Токму поради тоа, годинашново мото
од Светската здравствена организација и од УНИЦЕФ во поглед на неделата на доењето е да се подкренат, односно да се подкрене бројот на мајки кои што дојат, а кои се вработени. Значи да им се даде поддршка на мајките кои што се вработени да го продолжат да го дојат своето бебенце и после продолжувањето на работниот однос. Мајките додека имаат можност треба да си ги дојат своите деца, како што посочи и доктор Марин, бидејќи има случаеви каде мајката многу рано доаѓа до пристанок на лачење на млекото од повеќе причини. Најчесто тие се однесуваат на хормонски пореметувања, грешки при процесот на доење, а во таков случај мајките треба да се придржуваат на лекарските совети. Во петокот Сојузот на борците од НОП и општина Штипја одбележаа годишницата од смртта на народниот херој генерал Михајло Апостолски. Градот ќе му се одолжи на херојот со изградба на спомен куќа во Новосело. Народниот херој генерал Михајло Апостолски ќе добие спомен куќа. Се работи за една од куќите кои неодамна општина Штип ги доби на подарок. Спомен куќа навистина издржливо и тоа да биде во Новосело. Инаку да кажам дека ние од господинот Джан Митрев добивме на поклон 4 куќи во Новосело, односно 3 куќи во Новосело, кои се заштитени. Ние планираме, значи, перспективно да ги приуредиме и да ги направиме и мислам дека тоа ќе биде згодно место да биде таму, на улица Никола Карев. Така да од наша страна таа иницијатива ќе ја прифатиме со расширени раце. Затоа што цениме дека генерал Михајло Апостолски, кој е многу заслужен за слободата на Македонија, заслужува да има едно такво каче во нашиот град. Во Штипско Новосело родени се многу значајни личности од историјата, меѓу кои Михајло Апостолски, Тодор Александров, таму учители биле Даме Груев, Гоце Делчев и Ѓорче Петров. Градот треба да им се одолжи на значајните личности родени овде, вели градоначалникот Захариев. Тоа ако не беше Михајло Апостолски, кој завршил генерал-штаб на војна академија, кој направи елитна војска во Македонија, ние денеска немаше да имаме независна држава. Значи такви речи се раѓаат еднаш на 100 години. Михајло Апостолски заслужува сите пиетети и уважување од нашиот град. Идејата на Сојузот на борците и продолжувачите на традициите од НОП за изградба на споменик во Штип држи за Михајло Апостолски. Темелната реконструкција на дотрајните објекти ќе значи решавање на голем проблем на жителите на Новосело. Фале му во да се санира, да се среде, да се изграде нов објект и да се срушат вие паднати, така наречено, стари куки. Во е претежно страшно за дечиња од малото, што живеат тука. Јас сум најблиску, портата ми е нон-стоп затворена, страме у секој момент дете надвор да излезе, уколку излезе, може да се случи нешто да падне. Еве пред 2 дена е во паднато од невремето. И ако има поголемо невреме, може и да се сруши целиот зид, да не го блокира и влезо. Пред 10 години се продадени, а до сега ништо не се е преземало. Ние имаме постојано кола у дворо, сега не смееме ни кола да качеме да растовареме, ко се вратиме од село. Треба подхитно да биде санирано и да се среде. Најстрашно нешто у градо е, мислам, во... Што може да се направи? Може, например, за школото нешто да се направи како дом за ученици, студентите да си тука остануваат повеќе време да си учат. Мирно е. Па може и спомен куќа, али мислам дека за студенти ќе биде најпогодно, затоа што е мирно, не е прометна улица, тивко е. Треба тоа, музеј е одличен направен и сега тие стари некои куќи слушам паѓат под некоја заштита, треба да се направат. Градоначалникот до сега и локалната самоуправа и САР, значи толку сложно работат што не направија парко, направија стазата. Сега предлагат од Клисура до Отиња да направат мост, да не поплавува. Не добро, предобро, многу добро. Значи таков градоначалник и директор на ИСАР, двајца, да има уште 4 за цел Источна Македонија, доста. До сега во Новосело се изградени неколку христијански храмови, музеот на ВМРО, кој е сместен во старата куќа на Андонци. Обновен е термалниот извор Лџи, а во тек е изградбата и на други локации.
Единствениот зоопарк на истокот во Штип има нов жител. Згрижен е орел кој после излекувањето ќе биде пуштен во природа. Вработените во зоопаркот во Штип секојдневно им помагаат на животните полесно да ги прибродат горештините. Граѓаните повеќе од задоволни од најатрактивното место за прошетки и престој во овие летни денови во Штип. Во зоолошкиот парк Бриони во Штип е донесен и е згрижен повреден орел од ловечкото друштво од Виница. Се додека не биде излечен доволно, ќе биде дел од зоолошката градина Бриони, вели раководителот Стефановски. Орелот го донесовме во петокот, заловен од, најден е од ловното друштво од Виница и ние го прифативме овде, он е повреден и ќе го залечиме, после натаму ќе видиме може и да го пуштиме во природа, ако се подобри неговото здравствено состојба. За друго, овде во зоолошката сега моментално немаме, не наплаќаме за влез, натаму ќе видиме. Животните, тие животни што имат проблем, да речеме, со температурата, што не се прилагодуваат, ние вршиме прскање со вода и ги разладуваме од летните горештини и така. Чистиме редовно, значи нема поплаки од комшиите во зградите, трудиме се максимално, значи секојдневно се врши чистење са бајле и навечер, така да нема никаков проблем. Храна има добротворни прилози, имат од газдина во градот што се помагаат нешто, ние се снаоѓаме со трева од косење од зеленило што косат, ние ја собираме тревата и така да се. Кој е следното животно во зоолошката? Па следно животно мислам дека антилопа треба да биде и очекуваме мајмуни да донесеме, тоа се долго најавување, ама живеалиштето да го средуваме малце е попроблематично, повише услови тражат тие за чување. Инаку посетеноста и во летниот период е доста голема, како од повозрастните, така и од помладите, задоволни кои велат дека зоолошкиот парк е вистинското место за релаксирање заедно со нивните деца. Често доаѓаме тука, детето ми со посебни потреби. И уедно би сакал да изразам голем благодарност на градоначелник што крадна се сети да оформи ваква една мини зоолошка градина. Детето се радува тука, доаѓа, гледа. Нема да плакаме више до Скопје да отидеме за некој животно да гледаме срнички, диви свињи и све. Доаѓаме, повеќе они доаѓаат со дедото и јас чат па дојдам, ама многу сум удушена, мислам и чистотата е убава, мислам одржава се да биде чисто. Убаво. Гледаме животни. Кој животно најмногу го сакаш? Зајче и конче, тие ги сакам највеќе. Супер се животните, многу ми се допаѓаат. Доаѓате ли често? Многу често, скоро секој ден. Следните животни кои ќе престојуваат во зоопарк Бриони ќе бидат антилопа и мајмун. И во летниот период во зоолошкиот парк се одвива во најдобар ред. Новата автобуска станица во Берово ќе се гради според потребите на граѓаните. Општината е во фаза на избор на најсоодветна локација која нема да биде проблем за нормално одвивање на градскиот сообраќај. Ќе добие ли наскоро општина Берово нова автобуска станица? Ова е прашањето кое само по себе се наметнува, откако веќе во неколку наврати градоначалникот Драги Наџински ја навести незината изградба. Главен проблем според него е изнаоѓањето на соодветна локација која би се вклопила во урбанистичкиот план и би била најидеално решение за граѓаните на Берово, без притоа сообраќајот да трпи последици. Ние во постоечкиот детален урбанистички план имаме локација за нова автобуска станица и тоа ми беше и во програмата да ја дислоцираме постоечката, старата автобуска станица, зашто прави стварно сообраќаен метеж, тоа е тесно грло во сообраќајот по улицата 23 август и улицата Моша Пијадех, од каде сега минуваат автобусите, но сме на размислување и оваа сегашната постоечка нова локација сакаме повторно да измениме некако за по наше размислување најдобро автобуската станица да биде на влезот на градот Берово,
така да сметам дека повторно треба да правиме измена во ДУП-от и да извршиме експроприација на едно приватно земјиште, за таму и да ја поставиме новата автобуска станица, зашто каде сега е предвидена со новиот ДУП, сметам дека повторно ќе има тесно грло во сообраќајот и повторно ќе има непријатности за луѓето кои живеат во околните згради каде што ќе биде автобуската станица. Така, кога би можеле да ја поставиме до градскиот стадион, тоест до спроти поранешна Пелагонија, мислам дека тоа е најсоодветната локација. Инаку автобускиот превоз во Берово е еден од ретките во Истокот кој засега обезбедува прилично квалитетна услуга за граѓаните на Пијанечко-Малешевскиот регион. Со своите редовни линии, Беровчани се општина лидер во ваквиот вид на транспорт во Истокот. Добивањето на нова автобуска станица би било само чекор плюс кон подобрувањето на јавниот транспорт на граѓаните од овој дел на Македонија. Бразилскиот новинар, радиоводителот Глајдсон Карвалјо, познат по антикорупцијската кампања, е убиен додека ја водел емисијата. Убиството на Карвалјо се случило во градот Камисон, во североисточната бразилска држава Сеара. Двајца млади, момче и девојка, влегле во студиото на Радио Слобода и губиле Карвалјо додека емисијата течела во живо. Тој е застрелан 3 пати во главата и 2 пати во пределот на стомакот. Идната медицинска помош веднаш го пренела во болницата, но таму лекарите само ја констатирале смртта. За време на церемонијата со која идната сабота Велика Британија ќе одбележи 70 годишнината од победата над Јапонија во Втората светска војна, џихадистички терористи планираат да извршат атентат врз британската кралица Елизабета II, тврди лондонскиот весник Индепендент. Весникот, повикувајќи се на безбедносни извори, наведува дека британските исламисти по налог на лидери на џихадистички групи Исламска држава планираат да извршат бомбашки напад за време на прославата, при што би требало да биде убиена кралицата Елизабета II. Поради ваквите сознанија, безбедносните служби преземаат засилени мерки за безбедноста на кралицата. Се уште неизвестна судбината на младиот Хрват Томислав Салопек. Египет започна голема операција за негово пронаоѓање. Египетскиот председател Ал-Сиси на нозе дигна голем број полициски и воени сили, дури и 4 тајни служби се во потрага по Хрватот. Египетските медиуми пренесуваат дека цел ден се спроведуваат рации на најинтензивните места во Египет. Властите дадоа зелено светло и за употреба на хеликоптери, со кои се обидуваат да го лоцираат несреќниот Хрват. Денеска почнува новата прволигашка сезона, во која Царев двор е дебитант, а Младост влезе директно во ова друштво, откако се најде на второто место во минатата сезона во втората лига зад Шкупи. Ренова беше европредставник на Македонија во квалификациите за Лига Европа, а Турново по баражот против Гостивар успеа да остане во првата лига. На самиот старт, фудбалските фанови ќе имаат можност да уживаат во дербито помеѓу старите ривали Вардар и Шкупи. 3 дуели во првото коло ќе се играат денес во 17:30. Екипата на Шкендија ќе одигра против екипата на Младост Царев двор, екипата на Металург против Силекс и екипата на Хоризонт Турново против Ренова. А последниот меч од првото коло е помеѓу екипата на Брегалница и Работнички на градскиот стадион во Штип. Вчера вечер во салата Билјанин извори во Охрид, нашата најдобра селекција ја декласираше репрезентацијата на Украина со 81 спрема 51. Кошаркарите на Украина само на стартот на мечот беа достоен ривал на црвено-жолтите. Сигурната победа нашиот тим ја оствари без Дамјан Стојановски, кој на надпреварот против Израел го повреди скочниот зглоб. Непрецизни кошаркари во нашата селекција беа бековите Марко Срабиновски и Војдан Стојановски по 15 постигнати кошеви. Бојан Трајковски беше одличен во одбраната со дури 6 украдени топки. Турнирот во Охрид завршува денес во вечерен термин со мечот помеѓу Украина и Израел. Нашата најдобра селекција во рамките на подготовките за Евробаскетот во вторник продолжува со одигрување на пријателски надпревар во малата сала во Јане Сандански во Скопје.
Ова беше се во ова издание на Дневникот на Канал Плюс. Гледајте не повторно во 20 часот. Пријатен ден!